Ристо Бошков, поранешен офицер во армијата на Македонија, е избран за нов председател на Сдруженијето на пензионери Куманово. Новиот председател информира дека ќе се бори за подобрување на условите за живот на над 15.000 пензионери од Куманово, Липково и Старонагоричане. Најави дека ќе се залага пензионерите над 75 години да имаат бесплатно болничко лекување. Цијел е така, ето ќе ја наречам хуманитарна помоќ. Ќе се бориме за оние пензионери кои су најугрозени, на некој начин да им помогнеме. Иако имamo ми овде доволен број комисии, кај што се исплаќаат и бањска дел, односно 20% од бањски лекувања, од повреди и тоа исто. Имamo екипи доктори кои су стручни, или како би ние рекли експерти. Овие западњаците викаат експертни. Експерти кои ќе решат колку треба и што треба. Верујте ми, не еден пензионер нема да му биде закинато ни еден цент. Зашто? Затоа што знам, јас сам дете кој потекнува, од кај што динарот е со црни ногти заработуван. Ние имаме пензионери многу тешка ситуација. Многу тешка ситуација. И следниот принцип ми е борба. Е ова првпат кај, мислам дека еднаш го реков, али првпат и кај вас го изјавувам, дека ќе се борам преку Сдруженијето на не сам ја, да се и у Македонија, односно во Северна Македонија, воведе системот на ослободување од било какви болеснички лекувања, партиципација за лекови и сите лекарски за постари пензионери од 75 години. Зошто ово го верам? И болниците и општеството е преоптеретено со нас. Ако излезете на улица и погледате, сите гледат во тие пензионери кои се ова што е создадено. Сето ова што го имаме, они го создавале. Ние само, односно помладата генерација, ужива, одржава и напредуваат со тоа. Новиот председател вети дека ќе работи транспарентно и одговорно и само во интерес на пензионерите. Активни, вели, ќе бидат и 26 ограноци, а сите пензионери ќе имаат можност кај нив да ги презентираат своите проблеми, идеи и забелешки. Посебно и крајно одговорно за секој пензионерски цент, не денар, него цент, каде ќе биде потрошен и дали е сврсисходно да биде таму потрошен, него да биде домачински и на еден начин транспарентан у повратна смисла, да им биде презентирано на извршниот одбор преку ограноците на секој пензионер да му биде присутно, да никој цент е големата скапоценност која имаме. Јас може ќе видам првиот и најнеумилениот председател меѓу членовите од тај поглед, баш ова питање вие кога го поставате. А тоа е, не може во Сдруженијето 15.737 да доаѓаат секој ден. Него, он има свој огранок. Имаат председател на огранокот, има секретар на огранокот, имаат одбор. Да сите прашања, потешкоти, барања, до нив ги доставуваат. А овие 23 ограноци, односно 26 ги има, со накоричне, да они ги доставуваат тие во писмена форма, во усмена форма, секогаш ќе им биде отворено да дојдат, али они, председател, секретарот или некој од одборот. Со тоа ќе имамо ефикасност во работата и ќе имамо побрзо информисање. Значи, што ја пренесе на тој председател, валјда он одмаќ истиот ден ќе пренесе, уместо они да доаѓаат, па ја да писмена форма, и онда ќе дојдеме до недоглед. Нагласи дека Сдруженијето ќе продолжи да биде активно со дружење, рекреација, екскурзии, култура и спорт. Инаку изборното собрание на Сдруженијето се одржа на 23 март. Бошков ја доби поддршката од делегатите да ги води пензионерите наредните 4 години. За подпредседател е избран Стојан Арсовски, а за председател на собранието е реизбран Назиме Мини од Липково.